имам навистина интересен гостин. Со Александар Петровски се дружиме често кога има што да кажеме и што да промовираме. Така ќе биде и денеска. Поводот ни е промоција на уште една одлична numera која што ја направи во оној проект Via Balkan или во соработката со Велко Чивчи. Така. Имавме можност да видиме од вашата соработка и претходно уште еден спот. Се работи за спотот Ѓурѓевдан и таа тема преработка, нели, во нова верзија. И ќе ја чуеме денеска премиерно, но оно што, Александар, генерално кога доаѓаш, свириш на кавалот и зборуваме за актуелниот проект. Но никогаш не сме позборувале за кавалот како инструмент и би сакал денеска, бидејќи, нели, оној другиот разговор ни е пократок, па можеме да си дозволиме и да земеме малку од ова време кое што го имаме денеска во утринската, да позборуваме малку за кавалот, малку и едукативно и за оние кои што сакаат да бидат младите, нели, кои што сакаат да се насочат на овој инструмент, зошто е добар, нели, колку е тешко да се свири инструментот, околу начинот на чување, нарачка, векот на траење и така натаму. Ќе биде интересно да помаветиме. Добро дојде. Па добро те најдовме после 2 месеца пак нешто промовираме ново. Па добро е. Па тамански период. Како предплата на ТВ-те. Дај Боже да има ново, затоа што уживаме пред се во сите оние музички парчиња кои што ни ги носиш, нели, од соработките со кои што нели ги создаваш и навистина ќе уживаат гледачите на самиот крај денеска во ова петочно издание. Што се десе до кавалот, никогаш во емисија не сум те прашал за оние почетоци твои, од кога, од каде љубовта со кавалот, кој ти беа учители и се разбира како се најде во, нели, во овој дел од музиката и кавалот да биде твојот живот? Па, започнав 3-та година средно кај Бајса Ерфовска, поздрав до неа. Ми се биде интересен инструментот, интересен звукот. Едноставно ми влезе во под кожа. Сакав да го научам, бидејќи се што е ново за некој што сака да научи, дали било кларинет, саксофон или некој друг инструмент, е предизвик. Ја претходно учев клавиатури, тоа е пијано, и ова ми беше нов инструмент за кој... од пијано на дувачки инструмент има сосема разлика. Ајде да си бил на труба, нели, тромбон, нешто. Значи, не сум имал искуство со дувачки инструменти, ова ми бил прв инструмент кај што сум веќе... И баш кавал? Да. Зошто? Па, по сугестија на професорката. Да. Сметајќи дека можам да се снајдам со тој инструмент и 2 години, тоест неколку месеци ми требаше добро да се спремам, бидејќи како и за пеењето, така и за свирењето треба диафрагма. Да. Значи не се пее од грбот, туку од диафрагма, за да имаш доволно воздух да свириш целата мелодиска линија. Бидејќи на почетокот имав проблеми со дишењето, значи се има процес додека го научиш дувањето, па после си доаѓа естетиката и само одбираш каков стил ќе свириш. Добро, и ако научиш да свириш кавал, можеш и друг, лесно е да свириш на друг инструмент дувачки? До негде лесно само поради дувањето. Да, а начинот е различен. Начинот не е ист, бидејќи со кавалот се свири со едната 3/4 половина дел од усната, а додека со другите инструменти се свири исправено. Секој инструмент има писка, ова е единствен инструмент каде што нема писка и мора самиот воздух по ова дел од усната да биде насочен кон... Значи најприроден инструмент може да кажеме. Па најприроден, да. Уште од времето на што викаме ние овчарите. Да. Сум видел различни кавали, ако не се лажам, односно, веројатно и по димензии се различни за тоа каков звук треба да вадат. Колку има различни, да речеме, кавали? Пошто сум видел, ете, ги спомена овчарите, обично, нели, во народни приказни, така натаму, вадат мало кавалче од джепче. Ке прво свири? Тие ги викат, во Србија ги викат фрува, ама има и нема малечки кавали, туку по димензија се колку овој кавал, ова е стандардна димензија. Ова е стандардна димензија, да, ама има и друг штим, ова е С кавал за да ги свири природните тонalitети, а има и Д кавал за да ги свири оние тонalitети каде што не може С кавал. Значи си има што викаме ние транспонирачки или други како се вика се транспонирачки, други тонalitети за да може да се отсвират тие тонalitети што не може основниот кавал. Ова е основата на кавалот на С. Сега, кога стигаме кај кавалите, веројатно се разликуваат и по тоа од што се изработени, како се изработени, имаме ли професионалци кај нас кои што си ја знаат таа работа, колку нема многу, ама еве во Скопје попознате Стојан Чоцрешево. Извини само уште нешто, еве вака да го насочам. Кавал може да се најде во продавница за инструменти кај нас или мора некој да изработи? Бидејќи ова е не инструмент кој се прави во фабрика.
туку ова е рачно изработен инструмент и ретки се тие луѓе што може да се каже дека се многу во Македонија. Во Скопје е познат само единствен Стојанче, нека е жив и здрав, он не само изработува кавали, туку и гајди, зурли, тапање, така натаму. Значи, за жал нема никој да продолжи таа традиција, единствено станавме на Стојанче. Се друго е така, ако најдеш по продавници ретко да се најде. Значи, ова не е како флейта. А по соседниве земји, пошто генерално нели се употребува кавалот? По соседните земји го има пример во Турција, ама тој се вика не. И не се свири со... Начинот на свирење е ист, но изработката и звукот е различен. Тоа е повеќе Добро, и да го поживее Господ, но кога би го немало Стојанче, нема кој да изработи кавал во Македонија? Па нажалост да. Ке нема кавали? Па сега да не За биде сега. груба сватање, ама само единствен го има тој. Што? Верувам дека некој од него од фамилијата ќе го наследи, па ќе може да ја продолжи традицијата на Има правење разлика кавал. во дрвото од кој е изработен или има стрикно дрво? Стрикно од јасеново дрво се прави. Претходно треба да се исуши дрвото, да биде спремно за изработка, како што знам, затоа и тука пишува на кавалот кој што го изработува меден кавал, бидејќи има свој начин на изработка. Многу не сум запознат со изработката на кавалот, но што го знам дека му треба долг процес на изработка. Запознае си со свирење, запознае си со чување нели на кавалот, има ли век на траење да речеме, пошто дрво, има ли начин на чување, како ги складираш, како ги чуваш, во какви простори? Па најпогоден за кавалот е да биде во топло, бидејќи кога е... Сега му е таман во студио. Сега му е топ. Се ужива. И вака треба да биде постојано, така да нема влага. Значи во топли средини, бидејќи тогаш се на нашки се јача звукот и добива на звук и на... Веројатно поубава боја. Поубава боја има, да. А што кога, например, треба во зимски период на плоштад да се исвири, го менува звукот? Да, значи едноставно се раштимува. Бидејќи се работи за дрво и реагира на временски услови. Значи мора да се дува во него, да се внесе топлина за да има појак звук. Бидејќи тонски се раштимува и нема да биде тоа што претходно сме го слушале. Значи нема да звучи како што треба. Добро, а век има ли, освен ако го скршиш, друг век во смисла на користење? Ке откријам на гледачи дека направиме малку ујдрума овде со кавалот, не се кајки, за тоа се смееме, да не сватат погрешно, но има ли навистина временски период кој што нели може да се користи за да изведе звук кој што треба? Па има се користи бадемово масло, на секој 2-3 месеца се користи, се мачка значи натре и нанадвор, за да биде појак, подсврст и да му даде... Значи може и години да... Години. Значи како што вика 100% ровиното, тоа подобар звук вати. Така. Тоа е многу битно. Да. А имаме ли кавалджи доволно во нашава земја? Па да, има. Така, да. Дури имаме и од кој да учиме. Мој пример е, иако учев од Бајси и од Драган Дутовски, мој така пример за што ми беше пример за кавал е Гоце Димовски синтезис. Ги има многу, ама мене така пример за звук ми е... Па добро, ти најдобрите ги наброја, така да... Па, добро да не се навреде... Како? А подмладок? Па ги има, Младите генерации како реагираат на овој инструмент со оглед на тоа дека живееме во дигитално ново време? Да, секој сака електронски инструмент. Ова е реткост да се чуе, ама ме радува што и покрај тоа што ова е традиционален инструмент има и заинтересираност, има дури млади, имам дури пријатели, тоест колеги кои предаваат за овој инструмент и може да се види дури девојчиња го учат овој инструмент. Одлично, да. А кажи ми, ако знаеш на кавал, знаеш на гајда? Не. И тоа е различно? Дувањето е исто со диафрагма, ама просторедот не е ист. Не? Не. Добро. Се дека не служи звукот, брзо се учи. Тоа е многу битно. Одлично, дознавме на вистина убави работи, односно малку повеќе за кавалот како инструмент никогаш не сме зборувале, а толку пати си гостувал во Утринската и нели инструмент кој што навистина ја разнежнува душата. Па еден ден може и ти да научиш, не е страшно. Колку ми треба да научам ако сакам? Па се зависи од тебе колку си сум. И еве доволно талентиран, колку време можам за да научам една песна да освирам? За да научиш песна ти треба време, значи 3-4 месеци ти треба додека научиш воздух да
Значи диафрагмата да Добро, научиш, да, најбитно. процесот на дување, да извадиш тон, па се друго си доаѓа и Кога ќе извадам тон? Па 4-5 месеца не ти бега. Па дури ќе ги изненадаш вака од сабајле на утро да ги Со разбудиш. кава секој утро ти има значам 7 часот. Сега не ни е во функција, иначе ќе го решавме. Во живо се случува. Така е, има секакви ситуации. Сакам да промоабетиме за овој проект Вие Балкан, повторно да се навратиме на тој проект како проект, нели, со композиции во кои што и ти си дел. Така. Уште еднаш да подсетиме, нели, за соработката и што значи овој проект Вие Балкан, што беше идејата, што всушност ќе има, кога ќе заврши, нели, таа цела целина од она што е како идеја до краен план. Па кога ќе заврши не се знае, тоа Ќе си продолжиш. ќе си продолжи, тоа си трае. На секој 2 месеци. ова е па стари ќе биде на 2-3 месеци. Добро. Ова е инцидентно, значи испадна бидејќи имавме концерт во Бања Лука, каде што и од Велко Чивчич од Бања Лука, па испадна да снимиме и спот. Тоа е 25 километри оддалечено од Бања Лука, Крупа на Врбосу, како што е на пример кај нас водно, така и кај нив тој дел со планина обкружени, сакавме да го добавиме предпразнично за Ѓурѓовден да се објави самата композиција. Тоа беше снимено во време на корона, но не бавме бидејќи самата далечина не што викаме не јадеше, и он си беше со врски, јас, па ете, се најде време за да го снимиме и спотот, аудиото беше веќе снимено, спремно, ама ете, најдовме прилика да го снимиме видео спотот, благодарение на Перица Врховац, кој ни го сними аудиото и видеото. Се надевам ќе им се допадне на луѓево. Нешто не е вообичаено, ново руво, бидејќи Ѓурѓовден или Ѓурѓовден, како што викаме ние, може да чуеме во милион верзии, но ова е во инструментална верзија. Така што мене јас уживав дека свирам композицијата. Да, ќе уживате и гледачите. Еве, твое мислење за композицијата која ти ја пратив прв. Јас навистина Ама без сакам. прајање лица. Јас навистина сакам кога слушам во композиција Кавал. И така да по дефолт ќе ми се допадне. Твое размислување за преработките на старите македонски песни. И генерално на старите композиции, нека не се македонски, нели? Имавме тренд, има се уште. И се уште трае, нели, да. обработка, но не секоја обработка е добра. Ти како музичар, посебно на Кавал, дали сметаш дека новото руво треба да биде буквално наменето во ова дигитално време, па и скоро непрепознатливо, или да остане такво како што е, па малку само со редизајн? Па треба да се редизајнира, но со граници на нормалата, да не се претерува, бидејќи традиционалната музика си има своја суштина и стрж и не треба да ептен претеруваме, да има некои нормални граници како што е ова, на пример, ова не е традиционална композиција, но сепак кога се работи за македонски композиции, може повеќето да ги чуеме од страна кои што ги преработуваат и не се толку запознаени, но ете пробуваат нешто да направат. Кај нас нормално се уште е во тренд. Повеќе се во тренд оние патриотски песни што можеме да ги слушнеме од Next Time и така натаму, но еве се трудиме и ние музичареви кои не сме вокални, кои не пееме, да ги обработиме во ново руво, да звучат како што треба. Сепак треба да се задржи суштината, но за младинава да се запознае мора да им го што викаме ние изџвакаме за да го и малку да им дадеме доза од нели дигитална доза, затоа што увото нивно на младите, што и така во новото време, не е веќе навикнато на оној постар звук. Нормално технологијата оди напред и верувам дека и за доброто и за оживувањето на старите песни е преработката во малку ново руво, нели во оној дигитален шмек, но секое претерување не е добро. Значи, што ќе му понудиш на народот, тоа ќе срка. Тоа ќе слуша. Така е, тоа ќе слуша. Па нека слуша, ќе ми понудиме сега и на народот и на нашите гледачи пред крај на утринската да изслушаат и Ѓурѓевдан, нели во ново руво. Точно, да. Од она соработка со Вие Балкан, има уште? Па има, значи не се традиционални композиции, туку се поп песни. Значи, но за 2 месеци да те чекам пак. Па дај Боже, се надеваме. Во план си, готово. Види, некои работи однапред не се планира, така што и ова испадна сосема случајно. Нормално си снимаме авторски композиции за кои верувам ќе се објават и наскоро, така што ова е, пак ќе кажам, ова е спонтано склопено дуо, ама ете, има прилика да него му се битно е да ни се допаѓа тоа што го работи. Се друго си ќе се препознаат публиката. Тоа е многу битно. Така е, публиката ќе ги препознае сите оние проекти и гостувања каде што во меѓувреме треба да бидеш, така да ти благодарам многу, Александар. Те чекаме
Ако не за 2 месеци, за побрзо, зашто да не, За за три. нови проекти, секогаш расположени и секогаш нели за гледачите да Така. можеме да им презентираме. Фала ти уште. Фала ти на тебе. Почитувани гледачи, фала и на вас. Овде завршуваме со денешното издание на Утринската. Од понеделник се гледаме 5 минути пред 7 повторно. Целиот тим ве поздравува. Релаксирајте се, уживајте во новиот викенд и бидете и со Телма телевизија и нашата викенд програма. До понеделник секое добро, а сега и ТВ премиера за она што зборувавме со Александар или проектот Вија Балкан и темата Ѓурѓевдан. Чао од нас.